изнемоштени, безнадежни, безпомошни, со чувство на изолираност. Сите овие асоциации се врзуваат со една категорија на лица, а тоа се старите лица. Се чини дека нивните психолошки проблеми, односно психолошки состојби, како што се безнадежност или чувство на изолираност, како и бескорисност, многу често испливуваат на површина токму во кризните ситуации, како што беше пандемијата COVID-19. Како да им се помогне на старите лица? Што се можеме да направиме за нивна подобра интеграција во општеството? Како тие може да придонесат за самата заедница? Каков е односот на општеството кон старите лица? Постојат ли одредени стигми и етикети со кои што тие се соочуваат? И секако, што може да се направи за тие да бидат подобро ситуирани во рамките на општеството? Дали домовите за сместување на стари и изнемоштени лица се решението и зошто во македонското општество домовите за стари лица не се баш честа и добродојдена опција за сместување на токму оваа категорија на лица? Денеска за овие, но и за многу други прашања ќе разговарам со Мила Тодоровска од Сончев дом Тодоровски, дом за згрижување на стари изнемоштени лица, и со Атанаско Ѓорѓиев од Здружение за унапредување на националната култура Диверзиум. Почитувани, следите емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема интеграција на старите лица во општеството. Старо лице, секое лице со завршување на 60-та година од животот, најчеста категорија на луѓе кои што се сместуваат во нашата установа се над 70-та годишна возраст и главни причини за сместувањето се 24-часовната грижа и нега. Под ова подразбира медицинска нега, хигиена, топол оброк, социјализација преку разни индивидуални и групни активности. Покрај физички карактеристики, тоа што е најкарактеристично за представување на човек дека е веќе старо лице, е тоа одење во пензија, пошто најчесто, исто како и било каде во светот, луѓе својот идентитет си го градат врз база на тоа што го работеле претходно. И стигат во еден момент каде што го губат тој идентитет во целост и стануваат во една група на пензионер, кој што немаме некоја определба кој е местоположбата на тој човек во нашето општество. По-конкретно. А за физички одредби мислам дека не би требало да биде пример зошто некој би можело да го одредиме како стар човек, тоа зависи од неговите активности и така. Старите лица се еден важен дел од нашето општество на кој треба да се посвети на голямо внимание и грижа. Тие се темел за нашето постоење. Нашата установа на старите лица се труди да им поружи поквалитетен и подостоинствен живот. Како што нагласив на претходното прашање, нашата установа нуди 24-часовна грижа и нега, одржување на хигиена на старите лица, пресоблекување, бањање, средување, секојдневно средување, давање на терапија припишана од лекар и слично. Па дел од тие што ги набраа ти се сложувам, да. Конкретно чест е случајот кој што луѓе немаат таков изградено близок однос со нивни баби и дедовци, да имаат таков однос и кон другите лица. Често се среќаваме и со таков лош однос кон
кон постари лица, дека секогаш се на патот, тие побавно ги завршуваат своите обврски, у секојдневието имаме проблеми, како можеме да ја најдеме нивната положба у општеството. Најчесто, луѓе што имат изграден добар однос со нивните баби и дедовци, би имале и пољубезен однос и со луѓето што со постарите лица што ги сретнат на улица или во маркет или во автобус. Најчесто се соочуваме со стигми од типот дека постарите луѓе забораваат дека тие не можат да запамтат нешто, бавно ги процесираат нештата, но тоа е нешто за кое што ваквите дискусии мислам дека треба да допрат до тие луѓе што имаат такви размислувања за постарите луѓе, за да можеме да направиме било какви промени, да не би се осеќал никој дека е маргинализиран, односно да биде обезвреден. Од моја гледна точка, како лице која секојдневно сум обкружена со постари ранливи лица, сметам дека установата за стари лица е подобра варијанта, не само за изнемоштените лица, кои нема кој да им посветува доволно време од семејството, туку и за старите лица кои се во подобра здравствена состојба. Во нашата установа му се посветува на секој лице посебна почит и љубов внимание. За среќа има законски одредби, а тоа е обично згрижување во семејства, кои што добиваат финансиски средства за тие што ќе може да згрижат постаро лице, нешто слично како што се деца без родители. Во изминатиот период се соочуваме со голем број проблеми кои психолошки влијаеше врз нашите корисници. Станува збор за пандемијата од COVID-19 кој го промени светот. Кај корисниците најмногу се појави период на депресија, изолираност, бидејќи не може да бидат во директен контакт со семејството, како најкритична категорија. На одреден дел од старите лица не можевме да им ја доловиме новонастанатата состојба од COVID-19 и кај нив се појави чувство дека се непожелни од нивните најблиски, дека не доаѓа да ги посетуваат поради тоа што ги заборавиле. Од една страна го делам тоа мислење, причината за тоа е што остатокот од животот треба да го помине исто така со стари лица како него, кои што завршуваат со свој живот и че се соочуваат со едно од можеби помрачните идеи, а тоа е загуба на блиски луѓе кои што ќе ги формираат како односи баш таму. А од друга страна, постари лица кои што живеат во некои потоксични семејства, прашање е дали тие стварно ги прават одлуките или одлуките се направени за нив. Мислам дека одлуките се направени за нив затоа што тие луѓе, за жал, може че звучи малку и трогателно, но се гледат како извор на средства за финансиски средства, точно. Старите лица од секогаш играле значајна улога во општеството како водичи, заштитници и чувари на традицијата. Постојат разни здруженија, организации каде што старите лица после нивното пензионирање може да се вклучуваат во разни активности со цел да им се пополни нивното слободно време и да се чувствуваат пожелни во општеството. Например, да им помогнат на своите деца во чувањето на внуците, изработка на ракотворби, од кои може да имаат голема заработка, хортикултура, одледување на разни домашни животни, обработка на земјиште и слично. Според мене мислам дека постарите лица во семејствата не секогаш, нели, но често се злоупотребуваат за финансиски средства, што мислам е нешто за кое што сериозно треба да се преземат мерки и да реагираме од страна. Старите лица имаат различни права во нашата држава, во зависност од нивната здравствена состојба, например, паричен надомест за помош и нега од друго лице, право на мобилност, право на слепило, право на глувост, право на користење на ортопедско помагало, право на користење на пелени и слично. Секој човек во секоја земја во светот треба да има можност да живее долг и здрав живот. Сепак, околината во која живееме може да го фаворизира здравието или да биде штетна за некој. Околината е многу влијателна врз нашето однесување и нашата изложеност на здравствени ризици, како например загадување на воздухот или насилство. Нашиот пристап до услуги, например здравствена и социјална грижа, како и можностите што ги носи старењето. Бројот и процентот на луѓе на возраст од 60 години и постари во населението се зголемува. Во 2019 година, бројот на луѓе на возраст од 60 години и постари беше 1 милијарда. Овој број ќе се зголеми на 1,4 милијарди до 2030 година и на 2,1 милијарда до 2050 година.
ова зголемување се случува со невидено темпо и ќе се забрза во наредните децении, особено во земјите во развој. Ова историски значајна промена во глобалната популација бара прилагодување на начинот на кој општествата се структурирани во сите сектори. Например, здравствена и социјална заштита, транспорт, домување и урбанистичкото планирање. Работење за да го направиме светот попријатен за старите лица е од суштинска важност и е итен дел од нашата променлива демографија. Според перспективите на светското население од 2019 година во документот Обединети нации, објавен во истата година, до 2050 година, 1 од 6 луѓе во светот ќе биде на возраст над 65 години, за разлика од 1 на 11 во 2019 година. Сите општества во светот се во средината на оваа долговечна револуција, некои се во рана фаза, некои се понапредни. Но сите ќе поминат низ истава оваа транзиција во која шансата за преживување на возраст над 65 години се зголемува од помалку од 50%, како што тоа досега беше случајот во Шведска, почнувајќи од 1890 години на повеќе од 90% во моментот во земјите со највисок животен век. Уште повеќе, процентот на потрошениот живот на возрастните над 65 годишна возраст ќе се зголеми од помалку од 1/5 во 1960 години на 1/4 или повеќе во повеќето развиени земји денеска. Овие промени за поединците се огледуваат во општествените промени. Постарите лица се растечка демографска група во општеството. Постарите луѓе сочинуваат повеќе од 1/5 од населението во 17 земји денеска. И проекциите на оделот за население при Обединети нации до крајот на векот укажуваат дека тоа ќе биде случај во 2100 година за дури 155 земји, кои покриваат мнозинство, односно 61% од целокупната светска популација. Апсолутно, апсолутно. И причината за тоа мислам дека е ние уште не знаеме низ кои чувства минуваат тие луѓе и не може да го разбереме животот низ кој минуваат тие луѓе, дека има здруженија, ние имаме повеќе здруженија за миленици отколку што имаме за луѓе, например, конкретно за пензионери, отколку што имаме нели како што се другите групи, како што имаме за ЛГБТ или за станува збор за толку голема група број на луѓе што едноставно е запрепастливо како до сега не сме имале толку голем интензитет на разговор, за дискусија за старите лица. Прво, кај нас мислам дека тоа апсолутно го нема и барем јас не сум го сретнал. Првиот чекор кој што треба да го направиме, мислам дека законски треба да пристапиме да имаме повеќе алтернативи каде што може да се пронајдат постарите лица. Не мислам дека човек кој што влегол во пензија, дека за него животот завршува и дека тој треба целиот негов живот да го посвети на гледање внуци и чекање да дојде пензија, лекови или како и да е нели секојдневието за кое што сега на пример разговараме што сакаме да го смениме.
првично мора да направиме законски одредби кои што ќе овозможат услови за да може да се роди такви услови за да можат старите лица да се пронајдат во општеството и да учествуваат во него. Мислам дека тоа го прави човек жив. Практично, за среќа, мислам дека има патување, значи има организирано патувања, значи патуваат. Од друга страна, друг е проблемот тоа како го гледаме ние, како што потенцира ти, се сложувам дека е маргинализирано апсолутно. Не може, смешно кога ќе види човек, постар човек на плажа, има некои такви реакции дека не припаѓа таму, дека нема местото таму. Традиционално, Обединетите нации и повеќето истражувачи користат мерки и индикатори за населението, односно старењето на населението, кои се главно или целосно заснувани на хронолошката возраст на луѓето, дефинирајќи ги постарите лица како оние на возраст од 60 или 65 години и повеќе. Ова обезбедува едноставен, јасен и лесно реципиран начин за мерење и следење на различни индикатори за старење на населението. Сепак, се повеќе се признава дека ризиците од смртност, здравствената состојба, видот и нивната активност, продуктивноста и другите социоекономски карактеристики на постарите лица значително се променија во многу делови од светот во текот на минатиот век, а особено во последните неколку децении. Ова доведе до развој на алтернативни концепти и мерки за да се понуди поизнивелирана перспектива на која популацијата која што старее, значи од особено значење во различни контексти. Новите мерки и концепти за старење на населението имаат значителни импликации за проценка на живењето, условите за живот на постарите лица, нивната продуктивност и други придоноси во општеството, како и нивните потреби за социјална заштита и здравствена нега. Овие нови пристапи за разбирање и мерење на старењето на населението исто така носат и важни импликации за преглед на меѓународно договорените развојни цели, вклучително и оние содржани во програмата за акција на Меѓународната конференција за население и развој, Мадридскиот меѓународен план на акција за старење и од неодамна веќе постоечката агенда за одржлив развој за 2030 година. Ние Диверзиум како здружение организиравме хуманитарна акција со тоа што собравме друштвени игри и ги дониравме во дом за стари лица, кои што сметавме дека им се потребни на луѓето како еден вид на забава, но тоа дефинитивно не е решение на ниту еден од проблемите кои што разговаравме до сега. Од разговорот со моите двајца денешни соговорници, со Атанаско Ѓорѓиев од Здружение за унапредување на националната култура Диверзиум и со Мила Тодоровска од Дом за згрижување на стари изнемоштени лица Сончев Дом Тодоровски, дознавме дека интеграцијата на старите лица во општеството е од големо значење, бидејќи тие навистина многу можат да придонесат во просперитетот на заедницата. Обично старите лица се ангажираат за одгледување на деца, се најдобрите чувари на здравите навики и на традицијата, а многу често изработуваат и ракотворби кои што подоцна завршуваат на пазарот.
Старите лица исто така се соочуваат со стигми и со етикети, меѓутоа тие проблеми може да се надминат само доколку граѓанските здруженија и институциите одлучат да им дадат поголема видливост на старите лица. Исто така, во кризни состојби како пандемијата со COVID-19 придонесе тие да се чувствуваат изнемоштено, запоставено и често изолирано. Почитувани, ја следавте емисијата Мој збор на тема интеграција на старите лица во општеството, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела.